и колегата Дејан Андоновиќ, кој што има и гостин во студиото. Дејан, повели, најави го гостинот и премини веќе со анализа на темата. Да, токму така, Јована, на оваа тема гостим во студиото на ТВ Нова е амбасадорот Ристо Никовски, со кого ќе се обидеме да ги отвориме нели овие прашања што тоа значи. Амбасадоре, што практично значи ова ако се земе во предвид дека претходно неколкумина конгресмени излегува со истите барања за одговори зошто му се даваат пари на Сорос? Ова е всушност нова етапа во тој скандал, ако сакате, бидејќи претпоставувам во Америка многу ретко има такви ситуации да се покрива некаква кампања во однос на некој нивни амбасадор. Обично сето тоа се држи зацкриено, али ова мислам дека доби неверојатна една јавна промоција, разбирате. Прво се јавија сенатори и конгресмени угледни, поставувајќи го тоа прашање. Во американските медиуми имаше едно чудо вести, информации токму за Македонија и за улогата на Сорос во нашава земја. И велам, ова е нов исчекор, бидејќи, да бидеме прецизни, не се работи за никаква тужба против Бејли. Меѓутоа, се бара по судски пат документацијата, односно се бара сите информации врска тој случај или скандал, да го наречеме. Очигледно дека и покрај сите тие барања на сенатори и конгресмени, Стейт департментот ги игнорираше и ништо не стави на увид на јавноста. Значи, сега овие преку судски пат бараат целокупната документација во врска на односите меѓу амбасадата во Скопје со Соросовото отворено општество, бараат контактите на амбасадорот во врска со таа тема, бараат анализи во врска со тој случај, нели така? Така да ова е исчекор напред во расчистување на целата ситуација. Велам, значи, веќе работата, што векаат, шегата не може да биде на маса, него се работи за многу сериозен исчекор. Се бара, значи, отворено да се стави на увид на јавноста се што се случувало меѓу Соросовото општество во Македонија и амбасадата и Џез Бејли лично, така да мислам дека во една блиска иднина тоа ќе биде и постигнато. Многу е важно да се направи тоа, бидејќи улогата која има амбасадорот лично Џез Бејли, улогата која игра цело во време Соросовото отворено општество во Македонија, се навистина и надвор од законот, надвор од било какви демократски принципи, значи се работи на чисто мешање во внатрешните работи, диригирање на внатрешната политичка сцена со многу јасни калкулации што и како да се постигне. Значи, не е играчка, не се работи за нешто маргинално, него напротив за нешто суштинско, зашто сите тие бара во основата која е улогата на амбасадата во Скопје, Џез Бејли лично и Соросовото отворено општество преку финансиите кои ги даваше амбасадата во диригирањето на македонската политичка сцена, значи во развојот на македонската политичка сцена. Упатува ли ова дека на некому сад му е веќе дојдено преку глава од Сорос и неговите нескриени обиди да со туги пари управува со држави? Очигледно, мислам, знаете, и од сопствено искуство поваѓајќи, една таква операција да амбасадата во Скопје УСАИД, која е американска, во чести написи кои ги листав синоќа во врска со ова овој денешен наш разговор, најчесто УСАИД го нарекуваат компромитирана и корумпирана организација. Значи, видите, они имаат своји фондови, големи фондови трошат американците преку УСАИД за разни проекти, во кои да бидеме јасни, еден добар дел се користи на земјите кај што ги трошат, меѓутоа, вие да давате едно соросоидно општество, разбирате, толку големи пари, тоа не само што не е вообичаено, него напротив, тоа покажува и одредени злоупотреби. Меѓутоа, јас мислам дека, иако Џез Бејли е реализатор на тоа, претпоставувам дека и Стейт департментот лично одредени таму, го диригираа тоа и бидејќи тој не би можел сам тука да спроведува таа. И не само тоа, доказа тоа и фактот што Стейт департментот не ги дава тие документи, разбирате, не дава информации. Значи, не е само Џез Бејли, него се работи за една линија тамо на делување. Останата од претходната гарнитура. Ние сите знаеме дека Сорос даде огромни милиони за кампањата на Хилари Клинтон. Тоа е точно таа политика која беше спроведувана контра интересите на Македонија и Хилари Клинтон во неколку прилики изјавуваше дека
Не може да одите во НАТО додека не се прекрстите. Очигледно не успеа сега за сега намерата на администрацијата на Трамп да ги тргне од позиции во Стејт департментот оние кои беа од претходниот, нели, да кажем претходната владеачка гарнитура, па управува овака како што управува со другите држави. Точно така, ние знаеме дека Нуланд се повлече. Добро, ама Нуланд беше само првата. Видите, тој беше после Холбрук, таа беше тој булдожер американски кој рушеше, кој не признаваше ништо, таа отиде во Киев при еден класичен државен удар, разбирате, дели сендвичи на демонстрантите, што е флагрантно мешање. Јавно ја омаловажи Европската унија. Тоа башка, разбирате, таа мислам покажа мускули колку има. Не само мускули, него таа е безобразно, разбирате, таа е една безобзирност и таму делеше сендвичи во Киев на десниот сектор кои се екстремни фашисти. Да, но не ја тргна, дали остана и останатите кои беа под неа на некој начин во таа линија. Мислам дека таму дојде до една конфронтација на тој дипломатски состав со самиот Трамп, бидејќи имаше информации дека преку 2000 дипломати, значи високи функционери и пониски функционери на Стејт департментот напиша едно писмо против, например, одлуката на Трамп да забрани влез во Америка од 7 муслимански држави. Значи, таму имаше одредени превирања и знаете, председателот во Америка е водечка личност со широки овластувања, може би поголеми од Ердоган, што ги бара моментално, разбирате, меѓутоа во секој случај, знаете, таа американска администрација има контрола од Сенатот и Конгресот, тој естаблишмент американски е силен, со сите промени што се прават и да дојде до некои суштински промени, поготово во внешната политика, каде тој Стејт департмент има своја улога, не е баш лесно. И за крај на прашањето, колкава е реалната моќ на Judicial Watch да го истурка до крај овој случај, ако се земе во предвид дека од другата страна има стварно моќни противници? Мислам дека нема никаква дилема, веќе кога отидоа на суд, знаете, до сега кога беше нака сварно субаво што велиме ние, тие ја игнорира, не ја одговара, не ја праќа ништо, веројатно воде некоја кореспонденција која беше празна без суштината, меѓутоа кога доаѓате на суд веќе, кога барате сето тоа по судски пат, веќе нема играчка. Мислам дека сега веќе е известно дека овај скандал во Скопје ќе ескалира, дека одговорноста ќе мора се појави на дневен ред и дека амбасадорот кој е носител на таквите политики, иако веројатно, како што реков, имал поддршка во самиот Стејт департмент, ќе мора да сноси одредени консеквенции, бидејќи тој е извршител на тоа. Без оглед кој стои позади тоа, одлуката, планирањето, контактите, анализите кои се правени тука, ќе покажат дека е тоа флагрантно мешање во внатрешните политики на Македонија, диригирање на македонската политичка сцена на еден неприфатлив начин, недемократски, антиисториски, ако сакате, поготово ако знаеме се што се случуваше кај нас последниве неколку години со кризата во која не доведоа, каде те имаат директна, отворена и многу нагласена улога. Господин Никовски, ви благодарам многу.